сте на Ирис телевизија. Инспектор во Штипската полиција заработи кривична пријава и притвор. Барал 300 евра мито од странски државјанин. Побарал мито од 300 евра на странски државјанин за да не изврши службено дејствие. 57 годишен инспектор во СВР Штип од денеска е со кривична пријава. Се товари дека сторил кривично дело подкуп. Пријавениот како полициски службеник вработен во МВР, велат од полицијата, пред една недела му побарал пари на странскиот државјанин кој ги задржал за себе. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 57 годишен вработен во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, примање подкуп, казниво по член 357 став 1 од Кривичниот законник на Република Македонија. Странскиот државјанин му ги однел парите во службената просторија на пријавениот инспектор, за да против него не биде поднесено барање за поведување на прекршочна постапка. Пријавениот во својство на службено лице, вработен во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, на 23 март од странски државјанин побарал 300 евра парични средства за себе за да не изврши службено дејствие, а кое што дејствие морал да го изврши, односно да не му поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за сторен прекршок од Законот за странци, за кое што е предвидена парична казна глоба во износ од 540 до 1600 евра. Според член 357 став 1 од Кривичниот законник на Република Македонија, по кој се терети и службеникот на МВР, лицето кое директно ќе побара или прими подорок или друга корист за себе, за да не изврши службено дејствие, се казнува со затвор од 4 до 10 години. Од страна на судија на претходна постапка на полицискиот службеник, осомничен за подкуп, одредена му е мерка притвор од 30 дена. Пет фирми учествувале во надавањето за да ја изработат техничката документација за изградба на 20 километри гасоводна мрежа низ Штип. Одлуката дали ќе се избере најповолната понуда или ќе се оди на втор тендер ќе се знае до наредната недела. 5 фирми учествувале во вчерашната електронска лицитација за изготовка на основен проект и идејно решение за изградба на секундарна гасификациона мрежа во Штип. Градоначалникот Благо Бочварски вели дека комисијата треба да се состане и да донесе одлука дали ќе се прифати најповолната понуда или нема да се прифати. Можем да кажем дека сериозно е намалена сумата од тоа што беше првично поставена, но кога ќе се состане комисијата, ние заедно со нашата одлука, односно заедно со медиумите, заедно со комисијата ќе ги информираме медиумите за нашата одлука која што ќе ја донесеме, верувам дека во понеделник или вторник. Бочварски додава дека на огласот се пријавиле вкупно 6 фирми, но 5 ги исполнувале условите и токму толку фирми учествувале во електронската лицитација. Најниската понуда не би се уште спомнала во јавност, бидејќи сепак комисијата нема донесено никаква одлука, можеби овој тендер доколку комисијата одлучи ќе биде поништен. Штипскиот градоначалник најави дека во текот на наредната недела ќе се знае исходот од оваа тендерска постапка. Инаку во Штип треба да се гради гасификациона мрежа во должина од 20 километри. Најзаинтересирани за приклучување се индустријските објекти, а на неа ќе бидат приклучени и општинските и државни институции и секако домаќинства. Во јуни Штип ќе добие групен дом за згрижување на деца без родителска грижа. Првично е предвидено овде да бидат згрижени 6 до 7 деца до 18 годишна возраст. Групниот дом ќе биде лоциран во населбата Пребек, во сега постоечкиот центар за аутизам. За околу 3 месеци Штип ќе добие групен дом за згрижување на деца без родителска грижа. Домот ќе биде сместен во населбата Пребек, односно во центарот за аутизам. Се планира првите станари да бидат 2 деца на 2 годишна возраст и 1 тинејџер на 17 години. Преадапцијата на просторот ќе почне од наредниот месец. Средствата се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика, а ќе има и нови вработувања. Средствата за овие тековни трошоци ќе ги обезбеди јавната установа Центар за социјална работа од Штип,
институција која ќе биде надлежна за домот и ќе обезбеди 24 часовна непрекината грижа за овие деца. Од буџетот на општина Штип и Министерството за труд и социјална политика ќе се обезбедат средства за ангажирање на професионални лица од областа на психологија, педагогија, дефектологија, социјала, кои што ќе се грижат за овие деца овде. Опремувањето и реконструкцијата на овој простор на првиот кат ќе се покрие од страна на Министерството за труд и социјална политика, а објектот ќе биде обезбеден, односно е обезбеден од страна на општина Штип. Во 100 квадрати ќе живеат 6 до 7 деца на возраст од 18 години и за нив ќе се грижат стручни лица. Бидејќи за секое дете е подобро да живее во семејство, а не во институција, значи малиот групен дом е нешто форма на воинституционална заштита која што е приближно до семејството. Тоа значи дека тие деца ќе бидат под постојан надзор. Има стручни лица кои што ќе работат со децата на секое поле и со тоа што децата ќе имат 24 часовен надзор. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека праксата на ваков начин на згрижување ќе продолжи и постепено ќе се оди на затварање на големите институции во Демир Капија 25 мај и 11 октомври, кои во последните години покажаа повеќе пропусти во своето функционирање. Првиот групен дом со подршка на УНИЦЕФ и владата на Норвешка беше отворен во Берово 2008 година. Во Штипската библиотека вечерва по 5 пат ќе се организира Ноќ со Андерсен. Ќе се читаат бајки и ќе се разговара за творештвото на Христијан Андерсен. Во склоп на годишната програма во реализација на Министерство за култура, нашата библиотека по 5 пат го реализира овој проект Ноќ со Андерсен. Ова е многу интересен вечерен настан, кој по примерот на сите светски библиотеки се организира секогаш последниот петок во месецот и на ниво на цел свет се одредува по која бајка работат децата. Овој пат тоа е Оловниот војник. Ние избравме група од 15 дечиња, по 3 од секој основно училиште од предметна настава. Истите ќе бидат дел од вечерниот настан од 20 часот до утрешниот до 1 часот пополнок. Ќе бидат присутни со богата програма. Во самата програма имаме гост и од театарот, Виктор Арев, ќе им чита бајки на децата, секако со осврт на Оловниот војник. Потоа ќе овозможи мала драматизација на делот, самата бајка. Ќе гледаме филмови, цртани филмови од Андерсен, нели Ханс Кристијан Андерсен е познат дански писател на бајки. Според неговото раѓање е меѓународниот ден на детска литература и во чест на тоа ние вечерва ќе организираме еден ваков настан, значи по примерот во светски рамки. Судиите и обвинителите денеска го слават Денот на правосудството. Штипското апелациско подрачје со години наназад кубури со кадар, односно подолго време не се избрани нови судии во Основниот суд во Штип кој со проширена надлежност. Судовите на обвинителството кубури со кадар во моментов на располагање имаат само 2 кандидати кои се запишани на Академијата за суди и обвинители, а приправничкиот стаж им поминува на крајот на годината. Штипскиот основен суд, кој е со проширена надлежност, веќе неколку години има неколку испразнети места за судии. Од 2011 година во Штипскиот основен суд нема избрано нов судија. Вкупно 15 судии работат на сите судски предмети, а според планот треба да имаат 19. Портпаролот и судијата кривичар Сашко Ѓорѓиев вели дека Основниот суд во Штип бара барем 2 места да се пополнат, но исто така имаат и потреба од административен кадар. Во овој изминат период има судии кои што по однос на тоа дека заминаа во пензија, имаме ситуации кога судии се унапредени во апелационот суд, имаме судија кој што е делегиран во Основен суд Берово, имаме и ситуации кога по природен односно имаме починат судија во периодот на 2014 година. За целиот овој изминат период од 4 до 5 години немаме избор на нови судии и обемот на работа е зголемен, бидејќи, како што реков, работиме како суд со проширена надлежност, а воедно имаме навален број на судии, а исто се однесува и по однос на судската администрација. Утре е Денот на правосудството, а судиите од Штипското апелациско подрачје денеска го одбележуваат. Реформите во третата власт во земјава веќе подолго време се најавуваат. Пред неколку дена во Советот за следење на реформи во правосудството,
За член е избран Ристе Бојаджиски од Основното јавно обвинителство во Штип. Екипите на паркови и зеленило на јавното предпријатие ИСАР започнаа со активностите околу обновувањето на градското зеленило. Јавното предпријатие ИСАР започна интензивно со активностите за озеленување на градот. Екипите на паркови и зеленило се на терен. Градот се разубавува со зеленило низ парковите, низ зелените површини покрај булеварите. Почнувајќи од централното подарачје, паркот кај новиот здравен дом, парковите површини кај плоштадот, потоа парковите површини кај Астибовата градинка, булеварот Партизанска, булеварот Гоце Делчев, булевари кружните текови кај Дулетот и Базалот, а исто така во наредниот месец кога ќе имаме цветен насад, сите цветни површини и денери ќе бидат покриени со цветен насад. Ќе се садат украсни цвеќиња и исто така украсно зеленило. Делот на садите се од расадникот на јавното предпријатие ИСАР, а украсното зеленило е набавувано од други фирми. Ќе се сади декоративни садници, почнувајќи од туја, јуниперус, фотинија и други видови насадници, како и цветен насад, почнувајќи од џунџуле, лепаката. Ова инвестиција јавното предпријатие ИСАР ќе го чини 1 милион денари. За да се намали сексуално преносливите болести, малолетничката бременост и насилството, потребно е во училиштата да се воведе сеопфатно сексуално образование, алармира невладиниот сектор. Воведување на сеопфатно сексуално образование во воспитно-образовниот процес бара невладиниот сектор. Истражувањата на терен покажуваат дека младата популација нема доволно информации за репродуктивното здравје, различностите, сексуално преносливите болести, но и за насилството врз девојките и жените. Сметам дека потребата од воведување на сексуално образование во училиштата ќе резултира со огромен бенефит, односно учениците и средношколците и основците ќе бидат опфатени и ќе бидат запознаени со основните поими кои што најчесто тие не ги разликуваат, па би требало во секој училиште да има барем обуки, доколку не успееме ние се залагаме за воведување на сеопфатно сексуално образование, но доколку не се успее во тоа да се действува со одржање на некои обуки или часови во средните и основните училишта. Според невладиниот сектор, сеопфатното сексуално образование треба да се воведе уште од најрана возраст, односно во последните години од основното училиште. Сметам дека идеална возраст не постои, но најчесто треба да се почнува од 7-8 оделение па се до завршувањето на средно образование, односно до крајот на 4-та година. Анкетите на невладината ХЕРА покажуваат дека само 1,6% од средношколците на возраст од 15 до 19 години користат орална контрацепција, а 34% од испитаниците користеле кондоми при последниот сексуален однос. При крај реализацијата на проектот за меѓугранична соработка меѓу општините Карбинци и Симитли од Бугарија, двете општини со средства од ИПА фондовите го решаваат проблемот со излевање на Козијачка и Шашка река. Во завршна фаза се проектите за регулација и уредување на речните корита на Козијачка во Карбинци и Шашка река во општина Струмјане во соседна Бугарија. Со овој меѓуграничен проект со средства од ИПА фондовите, двете општини треба да го решат проблемот со поплавите, а со тоа и да се подобри животот на околу 8.000 жители. Од вкупната вредност на проектот, некаде околу 180.000 евра се однесува за проектните активности на општина Карбинци. Овие проектни активности се во завршна фаза, некаде над 95% е веќе завршен проектот. При нас проект опхваща корекција. Кај нас проектот предвидува регулација на коритото на река Шашка со изградба на заштитни ѕидови во должина од 340 метри. Повеќе од 70% од работите предвидени со проектот се во завршна фаза. Очекуваме до јули да се исполнат сите 8 дејности што ги предвидува инфраструктурниот проект. Соработката меѓу двете општини ќе продолжи и понатаму. Наследниот повик на ИПА, Карбинци и Струмјани, со заедничка апликација ќе бараат средства за следната фаза од уредувањето на речните корита.
поголемиот дел од речното корито не е канализирано, не е уредено, значи за да биде целосна мерка, дополнително значи ќе аплицираме уште со една делница од околу 300 метра за уредување, тоа е директно во централното подрачје на Карбинци на Козјачка река. Вредноста на европскиот проект за двете општини е 370.000 евра. Општина Карбинци го уредува речното корито на Козјачка река во должина од 256 метри. Проектот за регулација на речните корита на Козјачка и Шашка река започна пред 2 години и треба да се реализира до крајот на октомври. Убавото време на градскиот пазар овозможи Штип да биде раздвижено во текот на целиот ден. Пазарчиите задоволни од прометот. Убав сончев ден на градскиот пазар во Штип причина граѓаните да бидат присутни во текот на целиот ден. Пазарджиите цените не ги променија, слични како и претходниот петок. Лукчето е 10 денари од парче, комичето 3 за 20, празот е 30 денари брзанка или 2 за 50, може да дадеме, целер зависи од големината. Од 60 до 20 имам, броколто 30 од врзанка, ѓумберот 220 денари и морков имам 40 и 20. Флекото 30 денари, трупката или редоквата има исто 30 денари, магдоносот 10, пашканата има од 10 до 40 денари, прокерот е 70 денари, роквицата ти е 15 и дајконот зависи од големината, од 40 до 20. Цените на вошјето останаа пристапни, а сувозрнестите производи со исти цени како и секој петок. Кивата 20 и 30, портокало 60, бананата 65, лимоно 70, крставичката 70 и патлиџано 70. Сувозрнестото иста цена, графчето 120 со стотка, оризо 60. Актуелните производи за овој период од годината најбарани. Новата зелка е 40 денари од парче, спајнаките 25 дена, имаме салата 3 за 50 или 15 денари и крумчето е 3 за 20 денари. Салата 20 денари парче, краставица 70, патлиџан 70. Кива 35, кикиритка 120. Јаготка 100 денари. Пазарджиите се задоволни од денешниот промет на градскиот пазар, велат штипјани се добри потрошувачи, знаат да изберат добро, а знаат и со цените како треба. Во продолжение честитка за католички Великден, градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски упатува искрени честитки по повод католичкиот Великден на сите граѓани од католичка вероисповед. Упатувам искрена честитка во моје име и во име на општина Штип до граѓаните на општина Штип кои го чествуваат католичкиот Великден. Ова е период кога сите заедно, без разлика на нашиот етникум и нашата националност, треба да бидеме сплотени и исправени пред предизвиците кои не очекуваат и како граѓани и како држава. Силно верувам дека концептот едно општество за сите е најдобриот концепт кој што можеме да го понудиме на граѓаните и дека секој еднакво може да придонесе за развој на истиот, без разлика на неговите лични верувања. Големите празници носат и голема духовна сила, потребна на секој кој се определил за патот на доброто. Ви пожелувам сите празнични денови да ги поминете во личен и семеен мир. Нека е честит Великден. Стои во честитката од градоначалникот Бочварски. Вести од спортот. Утре сабота продолжуваат првенствените надпревари во втората македонска фудбалска лига Исток. Екипата на Брегалница ќе гостува на тимот на Осогово во Кочани. По еднодневна принуда пауза поради временските неприлики, фудбалските втора лига ќе се враќаат на зелените терени. Екипата на Брегалница очекува средба против секој што згодниот тим на Осогово во Кочани. Ќе имаме тешка задача, меѓутоа верувам во нашите фудбалери. Формата е во нагорна линија. Очекувам дека ќе се вратиме со 3 бода. Меѓутоа не смее да има подценување од нашите играчи. Мора да го дадат максимумот и ако ги исполнат задачите на стручниот штаб и ако дадат 100% од нашите можности, мислам дека ќе се вратиме со победа. Паузата во првенството беше добродојдена за Брегалница поради комплетирање на екипата. Ние одиме чекор по чекор, екипата е максимално спремна, добро ни дојде и она пауза која даде Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи доколку се играше на превар од претходната сабота, ќе ни недостасуваат двајца првотимци од оправдани причини. Сега веќе сме комплетирани, така да одиме утре максимално да се надигруваме и со една добра игра да постигнеме и добар резултат. Јас се надевам дека
играчите ќе го дадат својот максимум и ме радува тоа што веќе од надпревар во надпревар притисокот се намалува кој што беше створен пред почетокот на првенството. Играчите се подготвени да го дадат својот максимум и да остварат поволен резултат. Ние сме 100% подготвени. Сам дека на утрешниот надпревар ќе излеземе, ќе дадеме 100% од себе и на крајот ќе оствариме наша зацртана цел, а тоа е секој остварување на 3 бода и издржување на тоа второ место. Еве ги комплетните двојки за ова 18-то коло. Каменица Саса победа во Ландово, Осогово Брегалница, Беласица Кожов и Платјовица Тиквеш. Сите надпревари ќе се одиграат утре сабота 31 март со почеток во 15 часот. Вечерва во Штип ќе се одигра првенствен одбојкарски надпревар од Супермашката лига на Македонија помеѓу екипите на УГД Студент и Лирија од Тетово. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала Јордан Мјалков со почеток од 19 часот. Утре сабота во истата сала со почеток од 17 часот ќе се сретнат женските суперлигашки екипи на УГД Студент и на Универзитет Тетово. Тоа беше се за денес во вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието.